Еколошкото друштво Вила Зора започнува процес за деконтаминација на обработливо земјоделско земјиште. На овој начин земјоделците кои се подготвени да соработуваат ќе имаат можност да ги исчистат своите ниви од тешките метали. На два начина е предвидено да се чисти почвата од децениското загадување од топилницата, и тоа со засадување на маслодајна репка или со поставување зеолит. Еве ги повикуваме јавно жителите на Велес кои што имаат земјоделски површини да после новогодишните празници или пред, како им одговара, советот во Вила Зора со цел да заеднички го започнеме процесот на деконтаминација на нивната почва. Начинот на кој што тоа ќе биде извршено, количините, површините и процесот ќе треба да биде дефиниран со нив, лично со земјоделците. Деконтаминацијата ќе биде бесплатна за сите и извршена во соработка со високостручни поединци и институции од државата. Препораката за користење на зеолитот велешките екологисти ја добили од страна на Технолошко-металуршкиот факултет. Анализите покажале дека овој минерал има способност да ги врзува оловот, цинкот и кадмиумот. На тој начин штетните елементи не успеваат да продрат до коренот на земјоделските култури. Во однос на маслодајната репка пак, плановите се со неа да се произведува биодизел во постројка инсталирана во фабриката за масло. За тоа, производите кои што ќе се произведуваат на оваа почва, значи третираната почва ќе бидат безбедни и нема да ги абсорбираат токсичните метали од својот коренов систем во своите плодови. Исто така имаме препорака од Универзитетот Кирил и Методи, од Техничко-металуршкиот факултет за користење на овој метал. И мислењето на истиот факултет и на професоров кој што е потпишено дека е препорачлив за деконтаминација на загадените површини во Велес. Според Коцич, еколошкото друштво Вила Зора средствата за реализација на проектот ќе ги обезбеди преку приватни фирми и странски донации. Инаку Вила Зора годинава е добитник на наградата за човекови права, која ја доделува француската амбасада во земјава.